повторно јавните политики можат да го намалат или зголемат ризикот. И сега тука кога зборуваме за јавни политики, мислам дека најчесто мислиме на здравствените политики. Меѓутоа да не заборавиме дека политиките кои што се однесуваат на економијата, вработувањето, образованието, здравствената заштита, преквалификација и така натаму, ги адресираат овие структурни фактори за кои што претходно зборувавме, кои што и текако влијаат на ризикот од стекнување и пренос на ХИВ инфекција, така да кога размислуваме на политики, многу е важно да пак размислуваме на еден сеопфатен пристап на креирање на политики кои што ќе ги адресираат различните нивоа на ризик. И тука зборуваме за бариерите во пристапот до третман, превенција и други услуги, во најголем дел поради стигмата и дискриминацијата која што постои во системот. Како што кажа Кате, генерално сексуалните работници во светот се помалку обслужени во рамки на програмите за справување со ХИВ инфекција. Сега овие социјални, економски неправди и нееднаквости за кои што зборувавме во претходниот слајд, исто така се нели каде се случува сексуалната работа, во смисла на отворена или затворена сцена, во хотели, во апартмани. Значи сето тоа се носи различни специфики, особено во општества каде што сексуалната работа е криминализирана и текако влијае врз однесувањето на сексуалните работници, особено во делот на користење на кондом. Само како илустрација, доколку се адресираат овие структурни фактори, зборуваме тука за два структурни фактори, како што е декриминализацијата на сексуалната работа и елиминацијата на сексуалното насилство. Во наредните 10 години, според проценки, може да доведе до намалување на новите ХИВ инфекции за 46% преку декриминализација на сексуалната работа и до 20% намалување на нови ХИВ инфекции преку елиминирање на насилството.